Навистина не е јасно што има државата против слободните зидари. Не, тоа не се масони, туку судии кои решиле да се занимаваат со внатрешен дизајн и пресудиле дека наместо со цигли и цемент ќе им ги преградат куќите на своите родители со современ градежен материјал. Во текот на истрагата обезбедивме непобини просто докази дека токму обвинетиот Ѓоко Ристов е оној кој ги крие парите. Државата навистина не е фери кон студентите. Сите божем тврдат дека децата се неписмени и образованието е лошо. А кога тие сакаат да учат, па дури пред време да станат магистри и доктори, тоа не им се дозволува. После дипломски студии со завршени 60 кредити може да се запишат само студенти кои имаат завршено академски студии со 240 остварени кредити и во време трајање од 4 години. Овие студенти имаат завршено 3 годишни студии. Тие пак што имаат завршено школи треба да полагаат за да добијат безбедносен сертификат со кој имаат пристап до строго доверливи документи, се соочуваат со друг проблем. Не им се забележува тоа што некој друг во нивно име го напишал тестот, кој е толку лесен, ама само непотребно им одземал драгоцено време во борбата со корупцијата. Работи за квиз тест, кој е од таков формат кој нема строга форма и не е забрането сето ова што денеска го видовме на ниво на комуникација. Со таков положен тест со диплома и со политичка одлука се станува министер и тоа не каков било, туку за добро владење. Тогаш е важно да се биде пример не само за сите што се надеваат дека некогаш ќе дојдат на таа позиција, туку општо за сите што сакаат нешто да работат. Околу Арбен Фетај, вие разговарате со него? Па во последен период не, бидејќи не е тука. Тој не доаѓа на седници на влада? Не. Зошто? Не сум информиран. Кој знае каде и што прави, ама сигурно не треба да биде таму каде што е. Но секој умее да се скрие и да го снема. Па одеднаш, изненадувачки, да се појави. Извинете, си капитан. Мислили да, ама може и да се види. Ајде сега, што ќе ме прашувате? И на крајот, тоа што можеби не се гледа, ама може да се види, се двојните аршини. Во овој момент, според мене лично, немаме потреба од пржинска влада или од било каква друга влада, затоа што институциите функционираат со полн капацитет и без никаква злоупотреба. Критериум за капацитетноста е местоположбата на власт или надвор од неа. Има ли потреба или не? Во земјава не зависи од ништо друго, освен од позицијата.